добар ден. Го гледате дневникот на Канал Плюс во 16:30. Еве кои настани му дадоа белек на денот. Штипската клиничка болница со нова донација и стручен кадар за очното одделение. Во македонското јавно здравство, единствено во Штипки има пресадување на корнеа. 5 и 6 валентните вакцини се во употреба, олеснување за децата, родителите и лекарите, бидејќи со помалку боцкања, децата се штитат од повеќе болести. Вечерва почнува Стебо Джез фестивалот во Штип. 3 вечери квалитетна програма за сите љубители на оваа музика. Заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов денес беше во посета на општините Делчево и Пехчево. Апелираше до бизнис заедницата активно да се вклучи во аплицирањето на новиот програмски повик за ИПА програмата за прекуграничната соработка со Република Бугарија. Заменик министерот за локална самоуправа Љупчо Пренџов денес во посета на источниот регион. При посетата на Делчево тој апелираше до бизнис заедницата активно да се вклучи во повикот од новата програма за прекугранична соработка со Република Бугарија. Она за што сме дојдени денес во Делчево е да поразговараме со градоначалникот за потенцијалните проекти кои што општината, јавните предпријатија, училиштата, невладините организации, бизнис секторот ги имаат или спремно или во фаза се на спремање за апликација за оваа прекугранична соработка со Република Бугарија, која што морам да скажам дека е исклучително ефикасна се покажа во претходниот програмски период, бидејќи имавме реализација некаде околу 90% од средствата. Конкретно општина Делчево во новиот програмски период од оваа програма планира да аплицира за нови 6 проекти, од кои повеќето од областа на енергетската ефикасност. Ние се надеваме дека со овие сигурни 6 проекти за кои што сега станува збор, можеби ќе имаме и 7. Се надеваме дека ќе добиеме добри проекти нови, кои што ќе бидат од многу големо значење за општина Делчево. Значи од сите овие повици што ги спомна заменик министерот, ќе аплицираме, се надеваме да добиеме од областа на енергетска ефикасност и за општина Делчево и за училиштата, така да тоа ќе биде од голем бенефит за нашите сограѓани. Општина Пехчево пак своите можности за искористување на средства од ИПА програмата ќе ги насочи кон реализација на проекти во руралните средини. Конкретно би сакале да аплицираме и би аплицирале до пристапни патишта до некои туристички локалитети, ќе аплицираме со регулација на реката Пехчевска река и тековно можеби со разните институции во општинава имаме направено една анализа на проекти околу реконструирање, реновирање на некои објекти во општината. Ова се средства од ИПА 2 програмата, која ще е во вредност некаде околу 642 милиони евра, од кои што локална самоуправа за прекугранична соработка координира некаде околу 100 милиони евра. Сакам да информирам јавноста исто така и дека Република Македонија од оваа година влезе и во транснационалната програма за прекугранична соработка. Тука е вклучен и Кипар, така да очекуваме дополнителни средства. Инаку во рамки на овој повик на располагање се 7.240.469 евра за проекти во 3 области: заштита на животната средина и приспособување кон климатските промени, поттекнувањето на развојот на туризмот, културното и природното наследство, како и подобрување на конкурентноста, бизнис средината и развојот на мали и средни предпријатија, трговија и инвестиции. Американска донација денес доби очното одделение во клиничката болница во Штип. Се работи за медицински материјал вреден $30.000 и доктор специјалист офталмолог кој ќе ги лекува пациентите, а воедно и ќе ги едуцира колегите од Истокот. Штипската клиничка болница ќе биде единствена во Македонија каде ќе се изведува специфичен офталмолошки зафат. $30.000 донација на одделението за офталмологија во Штипската клиничка болница донира Христијанската црква од Америка. Станува збор за потрошен материјал кој ќе биде потребен за извршување на повеќе зафати. Ова година имаме сосема две нови теми со кои ние како лекари ќе се запознаеме. Доктор Марк е специјалист за кератопластика и главната негова работа во САД е работа на пресадување на корнеа и од него ќе имаме првични информации, бидејќи тоа се уште во јавното здравје во Македонија не се работи.
Значи ќе добиеме првичните искуства да се запознаеме и се надевам дека во периодот кој следи ќе имаме банка на корени и ќе почнеме и со тие операции како јавен сектор, нели, да ги понудиме на нашите пациенти. Тот Егден е следниот доктор кој ќе дојде во клиничката болница во Штип и ќе ги лекува пациентите на оделението за очни болести. Вториот доктор кој треба да дојде, Тот Егден, го очекуваме него во недела. Он е специјалист за пластика на око. Он е консултант на сите водички универзитети во Америка, значи врвен професор, и практично со него ќе исто така ќе пробаме да се за прв пат да пробаме некои операции кои ги немаме до сега како рутина, како вештина околу, значи, пластиката на самите очи, на капаци, на палпебри, на не знам, претпоставам и страбизам, но за страбизам уште не е потврдено. Така да тоа за нас сосема ново поле на кое треба да го усвоиме да биде рутина на нашето оделение, и во исто време сакам да се заблагодарам и за опремата која ни е пратена. Ова година имаме добиено исто така околу 200 интраокуларни леки, сетови со инструменти за пластика и најглавната донација е еден дигитален биомикроскоп. Операциите ќе ги изведуваат врвни доктори од Америка. Еден од нив е специјалистот за кератопластика Марк Милфин. Станува збор за првата група, значи професор доктор Марк Мифлон, кој што доаѓа од Универзитетот од Јута. Ќе работи на типна оператива е катаракти, значи дадо донација од некаде околу 200 леки, кои што делумно ќе бидат искористени, што значи освен бенефит за пациентите, ќе има и едукативен дел со типот на техниката кој што ќе представи самиот доктор, додека во вториот акт ќе дојде професор кој што ќе работи пластика на око, сосема нов тип на операција за нашите доктори, што ќе ни овозможи да го прошириме диапазонот на понудени услуги спрема пациентите. Прв пат сум во Македонија и мило ми е што сум тука. Ја продолжувам работата која моите претходници ја почна пред година време. Главната цел ми е да помогнам на персоналот, колегите кои се тука, да научат нов пристап, нови техники во операцијата на катарактите. Предходната година дојдовме во Штип и проектот на обострано доволство беше одличен, така да сакавме повторно да дојдеме тука. Сметаме дека целокупниот персонал и болницата дадоа одлична поддршка во проектот и затоа сметаме дека треба истиот да биде продолжен. Најдовме доктори кои се трудолюбиви, посветени на работата и одлични партнери во овој проект. И сметавме дека најдобро начин да им помогнеме ако донесеме од нас доктори кои што на лице место ќе им помогнат во нивниот начин на работа. Во четврток веќе е закажано и предавање на Универзитетот Гоце Делчев за студентите од медицинскиот факултет. Продолжуваме со најважното, нашето и здравјето на нашите деца. Еден месец како е на сила имунизацијата на децата со 5 валентни вакцини, а 2 месеци трае имунизацијата со 6 валентните вакцини. Со една имунизација децата се штитат од повеќе болести. Новиот начин на вакцинирање е поедноставен и поефикасен и за децата и за лекарите. Веќе 2 месеци како започна примената на 6-валентните вакцини, а од 1 септември започна примената и на 5-валентните. Центрите за имунизација во Македонија се опремени со овие вакцини и како што ни информира Штипскиот центар за имунизација, родителите редовно ги носат своите деца на вакцинирање. Спецификата за овие вакцини е што превенираат повеќе болести, а уште една предност е и тоа што сега наместо децата да се вакцинираат 13 пати, од сега со овие вакцини бебињата ќе примаат само 7 убоди. Според педијатрите, ова е само една од придобивките со воведувањето на новите вакцини. Ваквите вакцини имаат огромна предност во однос на досегашните вакцини кои досега се користеа во нашата држава. Со едно боцкање се примаат 5 вакцини наеднаш, а во 6-тиот месец, кога има потреба да се приме и 6-та вакцина, тоа е за хепатитот Б, тоа се така наречените хексовалентни или шестовалентни вакцини кои заменуваат 6 боцкања. Тоа е многу значајно, бидејќи со тоа се избегнуваат оние несакани ефекти кои беа во поголема мера застапени претходно, отколку после ова вакцинирање. Родителите немаат потреба за грижа, бидејќи значително се намалени несаканите ефекти со примањето на вакцините. Безбедноста на вакцините е голема и тоа ја гарантираат самите производители, а исто така и нашето Министерство за здравство. Во нашата држава, во
долгиот период на години со кои ги следам дечињата и во мојот работен стаж, можам да кажам дека вакцините кои се донесуваат се безбедни и немаат позначени несакани ефекти, особено во последните децени откако се работи. Сето тоа се познати производители во светот, проверени вакцини се донесуваат и заради тоа се сведени на минимум несаканите ефекти. Оваа кампања за да не се вакцинираат децата или антивакцинална кампања која оди во последните неколку години и која има се поголем замав и во светот, а исто така и кај нас, мислам дека не треба да има соодветно оправдување кај нас, барем во нашата држава. Шестовалентните вакцини се наменети за децата од 2 и 5 месеци, а ќе бидат заштитени од дифтерија, титанус, голема кашлица, детска парализа, жолтица тип Б, хемофилус инфлуенца која предизвикува менингитис. Петовалентните вакцини ги примаат дечињата со наполните 3 месеци се до 18 месеци. До пред една недела во Центарот за имунизација во Штип шестовалентни вакцини примиле над 70 бебиња, а петовалентни над 20. Имунизацијата се врши во среда, четврток и петок. Идната година во план е изградба на детска градинка во населба Сењак во Штип. Градинката ќе има услови за згрижување и едукација на околу 100 дечиња. Недостигот од слободни места во детските градинки е проблем кој општина Штип ќе го решава со помош на централната власт. По изградбата на градинка во Сењак, општината планира изградба на нова градинка во уште една штипска населба. Во 2016 година да се започне со изградба на детска градинка во населбата Сењак, при што општината ќе ги обезбеди средствата за изградба на објектот, додека пак Министерството за проектна документација и опремување на новата градинка, која што се надеваме некаде кон крајот на следната година би можеле и свечено да ја отвориме. И понатаму остануваме отворени за соработки и верувам дека ќе реализираме уште голем број на проекти кои што се во интерес на граѓаните на Штип, меѓутоа и на цела Република Македонија. За детската градинка да кажам дека тоа ќе биде голем проект затоа што кај нас моментално 200 деца чекаат и се на листа на чекање да влезат во нашите детски градинки. И мислам дека со изградбата на детската градинка во населбата Сењак, каде имаме веќе донесено ДУП, каде имаме маркици и локација, заедно со подршка на Министерството за труд и социјална политика, идната година ќе биде реалност и на 100 семејства ќе го решиме тој проблем. Ќе остане после да речеме да изградиме уште една детска градинка во друга населба каде има потреба. И мислам дека и на таа категорија на родители на деца ќе им излеземе максимално во пресрет. За Штип да биде еколошки чист град без отпад штетен по здравјето, потребна е еколошка едукација на најмалите за заштита на животната средина. Децата од градинката Астибо денес имаа предавање за собирање на истрошени батерии. Оваа кампања веќе 2 години се организира од страна на невладината Нула отпад. Штип е на прво место од градовите во оваа област, во акцијата која се реализираше во училиштата. Едукацијата за заштита на животната средина денес започна од најмалите во детската градинка Астибо, кои со тоа што во своите домови ќе ги пренесат денешните зборови од страна на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев, нивниот директор Илија Митров и членовите на невладината Нула отпад на своите најблиски ќе им укажат за опасностите од истрошените батерии. Истрошените батерии се една од најконтаминирачките материи кои доколку се чуваат во домовите, не се собираат и соодветно рециклираат, се опасни по здравјето. Често пати електронскиот отпад во себе содржи такви химикалии кои кога ќе дојдат во животна средина може да ја контаминираат почвата, водата и воздухот. Затоа што и голем број на болести кои се појавуваат, современи болести се последица на контаминацијата на животна средина. Затоа оваа акција мора да биде темелна, мора да биде софатна и целосна, а софатна е ако ја почнеме од градинките. Минатата година имавме активности во училиштата и лично мислам дека секој граѓанин кој ќе се вклучи, тогаш ќе исполниме нашата задача. Дека ќе имаме што помалку отпад на несоодветни места, опасниот отпад ќе се рециклира како корисен отпад и на крајот градот ќе ни биде онаков како што го посакува секој граѓанин. Уште една опасност која ја содржат овие батерии е радиоактивноста. Во нив се состојат тешки метали пред се и во некои имаат и дел киселина. Во последно време дознавме дека се користат радиоактивни материи за да го продолжат векот на траење, што значи дека опасноста се зголемува уште повеќе. Токму затоа невладината Нула отпад веќе 2 години согласно Законот за електронски и електричен отпад и батерии и акумулатори активно ја промовира оваа едукативна кампања, а Штип е меѓу општините лидери во собирање истрошени батерии во акцијата која се реализираше во основните и
средни училишта. Откако ќе се собере, тоа се го превзема компанија која што е лиценцирана од Министерството за животна средина, се собираат и потоа се носат на дел на уништување, дел на делимично рециклирање, каде што се вадат одредени метали. Во самата акција што ни беше меѓу општинските средни и општинските основни училишта, како општина Штип собравме 174 килограми на мали преносни батерии. Тоа се батериите од 1 и 3 волти. Детската градинка Астибо има реализирано многу проекти во делот на екологијата, што се докажува со тоа што го очекуваат третото зелено знаме, со кое ќе влезат во фамилијата на европските и светски еколошки градинки. Бенефитите се огромни, како на едукативен и воспитен процес, така и невоспитен процес кај дечињето што од оваа возраст. И исто така би сакал да искористам се заблагодарам и на градоначалникот и на нулта отпад за доделените подароци од нивна страна и исто така не обврзија за што поголемо собирање, толку поголеми подароци за дечињата. Освен играчки, детската градинка Астиво доби и специјален контейнер за собирање на празни батерии, а за возврат најмалите ги удостоија присутните со рецитал посветен токму на екологијата. Уште една акција која општина Штип и невладината Нула отпад ќе започна да реализираат во текот на оваа година е селектирање, собирање и рециклирање на непотребен електричен и електронски отпад. Во оваа акција ќе биде вклучено и јавното претпријатие ИСАР. Планираме да организираме секоја прва сабота во месецот организирано собирање на тој електричен и електронски отпад со цел нели да не завршува на нашата депонија, тоа е депонијата Трештена скала која што е нели депонија со не стандарди и нели повторно да ни се врати кој еден лош бумеранг на самата општина, што значи дека ние секоја прва сабота во месецот ќе ги собираме електричниот и електронскиот отпад од страна на граѓаните, ќе го складираме како времено во простори адекватни за тоа на јавното комунално предпријатие и го доставиме до колективниот постапувач што е Нула отпад од Скопје, каде што имаме партнерски, односно договор за соработка меѓу општината и ние како колективни постапувачи. Дополнително ќе ги известиме граѓаните на кој начин и каде би се јавували, како би го изнесувале тој вид на отпад. Во Кочани денес заврши средбата на проектните партнери од проектот Растеме заедно до екоресурси од Еразмус Плюс програмата на Европската комисија. Покрај општина Кочани во проектот учествуваат Основното училиште Раде Кратовче и Сдруженијето за поддршка на економскиот развој, а партнери од Бугарија се општина Пазарџик и Основното училиште Свети Климент Охридски. Целта на проектот е учениците во овие училишта да се запознаат со користењето на обновливите извори на енергија, со енергетската ефикасност и заштита на животната средина. Утре во Кочани ќе биде отворена изложба на наградените фотографии од меѓународниот конкурс за фотографии од културното наследство. Изложбата е во рамки на Европските денови на културното наследство и деновите на Кочанскиот ориз, а е поставена во етнокуќата во Кочани. Вечерва започнува 6-тото издание на Астибо Джез фестивалот со джез работилница на професорот Тони Китановски. Од вечерва до среда бројни джез артисти ќе настапат во Дом на млади Штип. Првиот ден, 28 ќе започне со работилница која што ќе води Тони Китановски, тој е професор на Музичката академија во Штип при Универзитетот Гоце Делчев и продолжува денот со джез концерт со кој што ќе се отвори фестивалот во 21:30 часот, а тоа е концертот на Open Jazz Quartet и после него следува настапот на MNG Trio. Тој во моментот е еден од најпознатите джезери во нашата држава и веќе досега има одржал неколку концерти, па не сакавме да го изоставиме и Штип во таа негова турнеја низ Македонија. Во однос на вториот ден, концертите исто така ќе започнат во 21:30 часот. Прва група која ќе настапи е Total Gym, додека после него следува Дамир и Мери Трио, значи познат, истакнат музичар во нашата држава кој ќе настапи оваа година на Астибо Джез фестивалот. Последниот ден ќе имаме најпрво во 13 часот една округла маса
на тема джез музиката во Македонија и медијатор на таа тркалезна маса ќе биде Љупчо Јолевски. И вечерта и воопшто целиот фестивал ќе го заокружиме со целовечерен концерт на групата Фолтинг група, која е мошно позната во нашата држава. Најмалку 10 лица загинале, а над 50 биле ранети во самоубиствен напад на крикет надпревар во југоисточен Авганистан. Нападот во провинцијата Пактика извршен вчера со автомобил бомба, веројатно бил насочен против локалните власти кои дошле да го следат надпреварот. Во сличен напад за време на надпревар по одбојка во истата провинција минатата година загинаа најмалку 10 лица. Бројот на иранските аџии кои загинаа во стампедото во долината Мина крај најголемото муслиманско светилиште Мека во Саудиска Арабија се искажи на 169 лица. Претходно беше соопштено дека меѓу засега официјално потврдените смртни случаи на 769 луѓе и уште 934 повредени се наоѓаат 155 иранци. Бројот на повредените ирански аџии е 103, а уште 307 ирански државјани се водат како исчезнати. Околу 24 бегалци останале без покрив над глава откако во избухнат пожар настрадала зградата на Центарот за згрижување на мигранти во Швајцарија. За време на пожарот во објектот престојувале само 14 лица кои пожарникарските екипи успеале да ги извлечат неповредени. 2 часа 70 пожарникари се обедувале да го изгаснат големиот пламен кој избил пополнок во Калбурн. Во моментот станарите се сместени во објектот на Општинската цивилна заштита и ќе мора наскоро да им се пронајде простор за трајно сместување. Вчера во спортскиот центар Јордан Мјалков во Штип се одигра првото коло во Суперлигата во пинг-понг, каде што се надпреваруваа екипите на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев од Штип и минатогодишниот шампион во Суперлигата, екипата на шампиони ФА, исто така од Штип. Во повеќе од 4 часа игра во ова прво коло победи пинг-понгарскиот клуб на Гоце Делчев со резултатот 5:4. Интересно градско дерби и одлична игра покажаа младите пинг-понгари на Гоце Делчев. Од екипата на Гоце Делчев се надпреваруваа Кристијан Станојковски, Костадиновски Филип, Петар Костовски и Саздов Игор, а од екипата на шампиони ФА се надпреваруваа Сашко Богатинов, Филип Ладеновски, Александар Кралев и Зоран Димитриевски. Во второто коло пинг-понгарскиот клуб на Гоце Делчев ќе се надпреварува против екипата на МЕЦ од Скопје. Вчера се одиграа надпреварите од 8-то коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Брегалница го совлада Хоризонт Турново со резултат 3:0. Ангел Нацев во 11-та минута донесе предност за штипскиот тим, а Велковски на почетокот на вториот дел постигна уште еден погодок. Сигурниот триумф го закити со гол од пенал Здравков во последните моменти од мечот. Шкендија и Вардар ја продолжуваа трката на врвот, откако славеа победи на денешните дуели против Силекс, односно против Работнички. Резултати од првата лига од 8-то коло. Вардар Работнички 2:1, Младост Царев двор Шкупи 0:2, Металург Ренова 1:0, Шкендија Силекс 3:1 и Брегалница Хоризонт Турново 3:0. Моменталната табела изгледа вака: Шкендија е на врвот со 21 поен, Вардар 20 поени, Силекс 13, Младост Царев двор 12, Шкупи 11, Брегалница 9 поени, Работнички 7, Хоризонт Турново 6 и Ренова и Металург по 5 поени. Четири победи на домакините, една победа на гостите и еден нерешен резултат е билансот од петото коло во третата македонска фудбалска лига, коло кое што вчера се играше широм стадионите во Истокот. Високи победи од 3:0 забележаа фаворитите Беласици и Академија Пандев, кои што ги совладаа тимовите на Работник и Напредок Здраве Радово.
Интересен надпревар се играше во Штип во локалното дерби помеѓу тимовите на Баби и Карбинци, надпревар во кој домакините славеа со 3:2. Дерби надпревар се играше и во Радовиш, каде екипата на Плачковица, моментално првопласираната екипа во првенството, го совлада Осогово со резултат 2:1. Гостинска победа славеше тимот на Овчеполе, кој што во македонска Каменица ја совлада Саса со 1:2. Единствениот нерешен резултат беше постигнат на надпреварот помеѓу Слога и Брегалница, кој што одиграа 1:1. Ова е се во првиот дневник. Повеќе информации за денешните актуелности гледате во дневникот во 20 часот. Пријатно попладне со програмата на Канал Плюс.